Здраво на сите и добро дојдовте во денешнава епизода, пријатели. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе одговарам на прашање кое што ќе биде многу атрактивно затоа што е актуелно изминативе 30 години, ќе биде актуелно и наредните 300 години. А тоа е така речениот рамен стомак. Ќе го погледнеме прашањето, па ќе се вратиме назад и ќе дадам одговор на она што можеби ме праша Наташа, ве интересира многу од вас. Наташа, не знам колку си запозната и колку долго ја следиш содржинава што еве ја создаваме овде и колку епизоди реално имаш изгледано, но ако имаш изгледано, ќе знаеш, ако немаш изгледано, изгледа дека јас константно зборувам за тоа дека не постои конкретна вежба или производ кој што ќе ти донесе некаков позитивен резултат. Односно, да не ме разбереш погрешно, значи не постои само едно нешто кое што ќе ти ги реши проблемите кои што си ги создавала можеби голем период. Не постои производ кој што ќе ти ги стопи мастите. Не постојат 3 вежби кои што ќе ти направат рамен стомак. Не постои диета за 7 дена која што ќе ти направи стомачни мускули. Така натаму туку се работи за навики кои што ќе ти се провлекуваат низ целиот живот и ќе ти донесат одредени резултати, позитивни или негативни. Тоа што можеби ти се мачиш со пределот околу стомакот и ако можеби си превземала некакви позитивни одлуки и навики за да можеби подослабнеш, да направиш некој мускулен тонус и единствениот дел од телото кој што ти останал е стомахот, има логика. Кај некои луѓе можеби тој единствен дел се колковите и задникот. Во зависност од генетиката, телото или најмногу складира во пределот на стомакот, особено кај мажите е најголемиот резервоар, кај девојките може да се случи да биде и стомакот, и колковите, или само стомакот, или само колковите, така да, кај тебе е конкретно можеби стомахот. И она што јас би ти го кажал и би ти го дал како совет е дека пред се, ако имаш веќе ти некакви добри навики, тоа што не ти дозволува да го тргнеш и тоа последно резервоарче на масти кои што те нервираат, е затоа што телото најверојатно превземало некаков одбранбен механизам, бидејќи кога ти имаш одреден начин на исхрана кој што или нутритивно, или калориски не ги задоволува твоите дневни потреби, телото секогаш ќе ги одржува тие масти како последен резервоар, затоа што сепак се уште мисли дека е потребно, бидејќи смета дека со твојот начин на живот, тоа треба да го зачува како резерви за црни денови и не дај Боже. И она што ти треба да го превземеш е да ги смениш тие неколку детали кои што ќе ти придонесат за да се ослободи тој последен вишок на масти. Може би тоа ќе биде зголемување на оброците, може би тоа треба да биде зголемување на калориите, може би тоа треба да биде менување на системот на кој што го имаш создадено на вежбање, може би ќе треба да додадеш кардио малку повеќе вежби, може би ќе треба да одземеш од кардио да додадеш тежински вежби. Значи конкретно сега јас не можам да ти одговорам што ти треба да правиш, но дефинитивно грешиш во некои детали. И тоа се практично нема многу работи у кои што би можела да грешиш, или не јадеш доволно калориски и нутритивно е една работа. Втора работа е можеби ти фали трошок на калории и можеби ти фали и мускулна маса. Затоа велам, некои од тие 3 работи се кои што ќе ти придонесат за да процентот на масти се ти дојде во идеални граници кои што ти ги побаруваш. Не знам дали ти одговорив доволно добро на прашањето, но како и да е, ти е супер прашањето и ако можеби можам да ти допомогнам и да го индивидуализираме тоа конкретно за тебе, ќе ми требаат само повеќе информации, така да биди слободна да ме комуницираш назад на Инстаграм и ќе можеби ќе ти дадам некои насоки кои што ќе ти помогнат. Така да, дечки, за денес имав толку да кажам. Фала ви на секој кој што одвојувавте време да ја следите оваа содржина. Се гледаме во следна епизода. Користете го или хаштагот, или комуницирајте ме. Ќе одговарам на ваши прашања и теми кои што ги сакате. И се разбира. Имајте убав ден и здрави животни навики. Чао, чао.